Помена дека овие средства пожелно е или препорачливо е да се употребат за некои баш такви сегменти во градот, неформални, неформализирани, да кажеме, населби или населби кај што се уште урбанистички не се уредени, а Софилар е една од тие, познавајќи ги таму проблемите на ова население, во очекување на конечно завршување на деталниот урбанистички план кој што го најавивме дека е во фаза, нели беше на јавна анкета, па имаше големи интереси, околу 200 анкетни ливчиња беа подпишени, запишени, побарани, во кои што треба сега да се обработат и да се донесе, се надам, во таа завршна фаза. Значи, тука би ги инвестирале тие средства во висина од околу 30% од 90 милиони, ако рачунаме колку е, ќе видиме. Значи, за барем тие главните улици кои што се експонирани како нерешени и кои што не се во колизија со урбанистичкиот план кој што е во некоја фаза на подготовка, за да може да ги конечно да ги направиме, да не ги тампонираме бесконечно и пак немаме решение. Согласувам, градоначалник. Да. Може ли 2021 година овие средства да се конечно слеат во улиците таму во... Значи јас тоа го очекувам. Или тоа Светска банка сепак мора да даде пас? Не. Значи тие се средства кои што ние можеме да ги подигнеме врз база на така наречена урбана ревизија, една алатка, еден инструмент, би кажал, кој ние го направивме и го аплициравме до Светска банка, за да може, нели, да даде пас дека тие средства можат таму да се употребат. Тоа е исто една проектна задача, урбанистичка една операција која што ја направивме и која ја понудивме и мислам дека јас сметам дека е тоа известно, нели? Сега се надевам дека ќе биде што побрзо и јас би сакал да биде, бидејќи ќе се заложите ли 2021 да се заврши? Секако.